Дали мислите дека тоа што се случува во доменот на правичната застапеност во армијата и во Министерството за одбрана, намерно ги одвојувам како две категории, може да биде алармантно, односно да донесе одредени последици? Прво, ние како општество, како македонското општество, кое е мултиетничко општество, секогаш носи ризици од радикализација по разни основи, дали тоа ќе бидат етнички, верски, некои социјални основи на разни групи и така натаму, политички и така натаму, секогаш постои можноста за радикализација и ние не треба на тоа да долеваме масло на тој оган, односно да ги распалуваме тие страсти. И тука има многу големо значение правичната, така наречената правична застапеност, која многу често е дискутабилна во однос на капацитетот на луѓето кои доаѓаат на некој место. Односно, нивната подобност за извршување на одредени задачи не политичка подобност, мислев стручна подобност. Така. Затоа и бев изненаден од смената на командантот на ЗОК, кого исклучително го сметав за стручен во својата во знаењата и како човек го сметав како квалитетен. И поприлично сум изненаден, мојот став, пак ќе го повторам, беше дека нема никаква потреба да биде сменет, но тој кој го сменил треба да даде образложение зошто е тоа така. Ќе прашам. И тоа не е моја задача, тоа е секако ваша задача да си прашувате. Од друга страна, има еден сериозен проблем. Дури и правичната застапеност, тоа јас можам да го потврдам низ призмата на питомците кои ми доаѓаат, значи во генерации наназад, дури и правичната застапеност во армијата е врзана за политичката припадност. Политичките партии ќе најдат начин да си бутнат некој свој. Имаше разни моменти на прекрашување на правилници на едно на друго, вмешување на разни министри кои сакаат да уфрлат своји луѓе и ние потоа имавме проблем. Имате човек кој некој притиска дека мора да заврши за да биде правична застапеност. И мене ми е жал што е тоа некогаш така, затоа што ја верувам дека има други деца поквалитетни од тоа дете кои можеле да дојдат и сосема нормално да си завршат школа и да си напредуваат во службата. Третото, тоа е офицерското ниво, да кажеме. Третото ниво е нивото на подофицерите. Повторно, како ќе се изберат подофицери од војниците професионални кои би дошле на позиција подофицер за да може да остане во постојан работен однос. И ние тука имаме исто чудни релации кои се случуваат и четвртото прашање е самиот војнички персонал. Ако некогаш се зборуваше, не можете да дојдете до, мислам дека поранешната влада на 2 или на 3 пати по 700 луѓе примаше во армијата, имаше конкурси, бидејќи имаме постојана флуктуација на заминување на луѓето и тоа е еден од сериозните проблеми кои во системот за одбрана ќе се одрази и во нашето партнерство во НАТО. Не можеш да дојдеш да видиш пример ако немаш пропуст од политичка партија. Во една прилика бев рекол дека не се гледа во јавноста дотолку не е потенцирано, но во армијата постои голема политизација на функциите и воопшто на персонализацијата. Што мене како човек кој се наоѓа таму и кој е професор на војната академија и кој на одбраната гледа како една општествена задача, како на сите нас задача на одбрана на татковината е сериозен проблем, бидејќи вие доаѓате во состојба, знаете каква, вие ќе примите 800 луѓе, да кажеме, вие тие 800 луѓе треба да ги обучите. Тие војници мора да се обучат од почеток до крај, бидејќи ние сега немаме веќе служење на воен рок, па да имаме нормални помината обука, па тие дошле веќе обучени во некоја специјалност или основна обука поминале, па ние сега само ќе ги инкорпорираме како професионални војници, ние мораме од почеток, од основни војнички ставови, строеви до ракување со колективно, лично и колективно вооружување, да го доведеме човекот да биде спремен и со тоа да ја доведеме единицата да биде во борбена готовост на највисоко ниво. Да. И сега вие имате таков еден процес во кој тој потпишува договор таму, не знам, 2 на 3 години
И вие ќе го обучувате, за 3 години мене ми се допаѓа. Ова мала ми е платата, вака ме малтретирате, онака ме малтретирате, не ми се допаѓа, ќе си најдам друга работа и ќе си заминам.